Во текот на изминатите 2,5 години, Сдруженијето на граѓани Совест се обидуваше постојано да алармира јавноста и надлежните институции во Република Македонија, нагласувајќи дека во централното градско подрачје на Охрид се случува атак врз достоинството и чувствата на охриѓани. Преку агресивна и нелегална реализација на градба, заштитена со закон, Алипашина џамија, која има за цел да ги промени физиономијата и карактерот на градот, а зад кој стојат цели и стратегии кои не се добронамерни и во чија реализација учествуваат свесно или не институциите на државата. Со жалење можеме да констатираме дека ниту Управата за заштита на културно наследство, ниту Републичката урбанистичка и градежна инспекција, нити судот не се на ниво на своите надлежности, а и не покажуваат решеност да стават мораториум на градба која макар за доцнето е веќе прогласена како нелегална. Наша оценка е дека темата, наместо да се конкретизира, таа само се пренасочува во несуштествени квалификации изречени само и со цел да се создаде заблуда кај засегнатиот дел од јавноста дека нешто суштинско се прави. Например, дека надлежните инспекцијски служби од Управата за културно наследство констатирале нерегуларности во изградбата и донеле забрана за понатамошно продолжување на активностите се до обезбедување на согласности кои го регулираат градењето, како и дека изрекле казнени мерки до учесниците во градбата. Констатациите на инспекцијските служби од Управата за заштита на културно наследство се само рефлексии предизвикани од најавата за граѓански бунт и само обид за амнестија за направени пропусти од надлежните институции во издавањето на конзерваторското одобрение. За случувањата во Охрид, Сдруженијето Совест испрати повеќе дописи до Светскиот центар за културно наследство на УНЕСКО, Париз, со цел да го извести за немојкта и некомпетентноста на македонските државни институции. Добивме повратно известување дека проблемот со зголемен обем на нелегални градежни активности во заштитеното централно градско јадро, како и околу Алипашината џамија во Охрид, ќе влезе во дневниот ред на 43-та сесија на Советот во текот на оваа година. Она што уште повеќе боли за подсетување, јавно искажаното признание на премиерот Заев, дека веќе и тој лично е запознат и има увидено дека се работи за класична дивоградба и дека проблемот ќе се реши по претседателските и градоначалничките избори со негова лична заложба, за жал немаат никаков почеток, а камоли епилог, со што граѓаните на Охрид се чувствуваат и текако изманипулирани и излажани. Почитувани, сакаме да ја подсетиме дека граѓанското Сдружение Совест сега со огромна поддршка од ваша страна не само што не престанува во својата борба за заштитата на својот град од бесправно градежно дивење, со што неповратно ни се уништува градот и повторно да подсетиме, неповратно се загрозува заштитата од УНЕСКО. Со денешниот прв мирен протест порачува дека нема да остават работите, туку така да исчезнат, охридски кажано, под черџе, во политичките и лукративни лавиринти, задкулисно да ни се решаваат работите, туку активно, заедно со најзасегнатите, вас, граѓаните на Охрид, будно ќе ги следиме, активно ќе ги алармираме и ќе учествуваме во решавањето на сите горливи проблеми со урбанистичкиот хаос и непочитувањето на законите за градење во градот Охрид. Затоа, веќе и не знаеме по кој пат ги повикуваме државата, институциите, градоначалникот на општина Охрид Константин Георгиевски, премиерот Зоран Заев, да си ја превземат своите уставни надлежности, правдата да важи за сите, законитоста и легалноста да важи за сите и конечно да си ја земе под своја надлежност заштитата на културниот споменик Алипашината џамија, со што ќе покаже елементарна посветеност, која нема да е само декларативна. Заштитата на споменикот на културата Алипашина џамија е од врвен интерес на граѓаните на Охрид и државата која претендира да биде дел од европското семејство.
Со тоа државата ќе ги исправи сите недоследности и ќе постапи во се со согласност на првичниот конзерваторски проект и ќе воспостави владење на правото и законитоста. Реализацијата на споменото е законска надлежност, повторно повторуваме, и законска обврска на општината Охрид и државата. Ви порачуваме дека будно ќе ги следиме вашите заложби, нема да оставиме така да поминат работите за Охрид до крај. Што доколку и понатаму институциите Што доколку понатаму институциите продолжат да го игнорираат проблемот? Па сметаме дека ова е прв почеток, значи ова е сепак граѓаните ни дадоа поддршката и мислам дека нема да застанеме на ова. Ова е прв протест, мирен како што гледате, луѓето дојдеа, дадоа својата поддршка. Ние одиме понатака доколку општината не пројави интерес да го реши проблемот, ние одиме пред другите институции. Ние од сега ќе протестираме се до онај момент додека не ни се даде јасна представа што ќе се прави со Али Пашината џамија, што ќе се прави со бесправната дивоградба во Охрид.